Француската полиција тврди дека е зад петиците на осомничените за терористичкиот чин браќата Куачи, за кои се смета дека го извршиле ова злосторство. Афганистан, Пакистан, Иран се вброја во земјите кои го осудија тероризмот, меѓутоа Исламската држава ги нарече херои. Со мене овде на улица Македонија е експертот за борба против тероризам Методи Хаџијанев. Добро вечер. Зошто се случи ова? Многу е чудно среде бел ден да влезат терористи, двајца вооружени и да убијат, речиси, една цела редакција на весник, најдобрите карикатуристи и новинари, затоа што биле испровоцирани од карикатурите што ги објавувале. Можеше ли да се предвиди ова, затоа што весникот и претходно беше мета на напади, а и самиот уредник како да си ја предвиде смртта, велејќи дека е подобро да се умре стоејќи отколку да се живее на колена? Прво мислам дека околу неколку прашања. Значи, дали можеше да се предвиди? Секако дека не, затоа што нападите кои што ги организираат овие групации се токму насочени кон меки цели, кои што е тешко да се заштитат во услови на демократско функционирање и живење. Второ, дали е вообичаено ова да го прават? Апсолутно да, за начинот на кој што действуваат, тактиката на кој што действуваат и секако пред се нивниот модус операнди. Насочени се кон традиционалниот тероризам, значи на ширење страф и паника, но насочени се и кон нешто што е ново, а тоа е иритирање или воздигнување на така наречена меѓуцивилизацијска борба, кое што всушност се насочува против сите оние кои што не се согласуваат со нив, кои што не се согласуваат со она што тие го тврдат и кои што не се согласуваат со нивниот стил на живење. Со ова сака да остават порака, дека секој оној кој што ќе ја чепне или ќе се обиде да размислува поинаку од нив, ќе бидат казнети. Она што може да се каже е дека доправа ќе бидеме сведоци на вакви чинови, доправа ќе бидеме сведоци на изненадување и на вакви спектакуларни настани кои што ќе ја тресат Европа. Како е можна една ваква келија, наречена е фамилиарна келија, келијата на браќето Куачи, кои се уште не се идентификувани, иако се велеше дека се терористи поддржани од Јемен, Исламската држава ги нарече херои, кои се тие кои така некако едноставно влетаа во редакцијата и го извршија терористичкиот чин? Невозможно е да немаат логистика, пограбуваат бензинска пумпа, некако е чуден сплетот на цели овие околности. Значи, логистика можеби и да имаат некоја, меѓутоа не мора да значи дека ќе имаат. Ниту на оние кои што организира нападите во Лондон, ниту во Мадрид немаа логистика. Логистиката сами ја обезбедија. Земете го настанот од Лондон, они си обезбедија логистика преку сајбер криминал. Од друга страна, не треба да не чуди тоа што доправа ќе се идентификуваат вакви поединци или групации кои што ќе се вплетат самите себе си во мрежата на она што е веќе лансирано од Ал-Каеда и нејзи афилираните групи. Токму и заради тоа ние не треба да гледаме сега класично и конвенционално дека мора да имале директни контакти или директни линкови. Проблемот е што тие се поврзуваат на идејата, действуваат на база на франшиза, идентификувајќи се и действувајќи во името на оно што го проповедаат, тие даваат отпор на системот на кој што тие го сметаат агресивен и кон кој се гневни. Фамилиарноста не треба да не збунува затоа што вообичаено е во вакви услови да најблиските или фамилиите се исповрзани во едни вакви мрежи, бидејќи тука ќе обезбедите тајност. Доколку сакате да пенетрирате некаде, е многу тешко да пенетрирате. Она што е страшното е што со ова всушност се покажува вистинската опасност од ваквиот вид на тероризам, а тоа е дека точно не може да предвидите кои се лицата или најбараните, најозгласените веќе се знаат и тие действуваат многу внимателно. Тие се действуваат на low mode или действуваат на приктајано и прикриено. Овие кои што така наречени самотници волци или себе радикализирани момци кои што се втора или трета генерација муслимани кои што живеат во западноевропските земји, се можеби најголемата опасност. И за крај, зошто Европа? Како да предвидовте во едно ваше неодамнашно интервју, велевте дека таа е кревка во однос на Америка, тоа е едната работа. Од друга страна пак сите овие последици кои сега може да настанат од радикализам на другата страна кој може да биде предизвикан, палењето на џами и слично, поголемите провокации за муслиманскиот свет, навистина може да ја доведат во една опасна ситуација. Што предвидувате? Оно што можам да кажеме дека Европа е по начин на кој што функционира и начинот на кој што е изградена демократијата во Европа е опасност за ваквиот тип на действување. Таа е многу поранлива од Америка, бидејќи во Америка вие имате citizenship. Америка функционира на база на граѓанство. Европа функционира на база на национална држава која што е изградена на нација. Колку и да сте вреден, колку и да сте добар, кога ќе заминете таму, вие сте секогаш туѓиот или тугинецот. Таквата поставеност всушност влијаеше на гетоизирањето и на тоа да и покрај тоа што станува збор за муслимани кои што се едуцирале, се школувале во Европа, западни европските
школи остануваат неинтегрирани токму заради фрустрациите кои што ги имаат од брзото темпо, нееднаквоста која што се јавува на социјален план и така натаму, тоа е мотив кој што ги вплеткува подоцна во мрежата која што ја пуштаат овие радикални структури. Оно што мора да се каже дека доколку Европа не го смени пристапот кон тероризмот, да не го гледа како апстрактна цел која е далеку од неа, да не го гледа како филозофски проблем, туку се додека не го разгледа проблемот како што го гледа САД, како реално и опасно зло со кое што ќе треба да смени и некои работи кои што за жал ќе мора да бидат на жртва на демократијата, нема да може да ги спречи овие идни напади. Господин Хаджијанов, ви благодарам за ова интервју. Ова беше Методи Хаджијанов, со кој што разговаравме за причините на терористичкиот чин и можните последици. Лидија? Така, ти благодарам Снежана и тебе и на професорот Хаджијанов.